13-ти пат ја организираме меѓународната ликовна колонија Дрен, која е финансирана од Министерството за култура на Република Македонија, на која учество имаат земено 11 автори, 2 гости од Србија и 9 македонски уметници од повеќе градови низ државата. Има меѓународната ликовна колонија Дрен, изминатиот период има фонд од нешто повеќе од 350 дела, кои се во сопственост на Центарот за култура, кои ги изложуваме и во нашата галерија од Центарот за култура, меѓутоа и низ останатите галерии на државата. Оваа година имаме 20 скулптори кои ќе работат во метал и 9 сликари кои ќе работат во масло на платно и акрилна техника. Учесник од Република Србија Мирослав Живковиќ, Новица Трајковски, Република Македонија, Владимир Темков, Слободан Милошевски, Тони Чатлевски, Драган Ајденовски, Маријан Стојановски, Стефан Малбашич, Мирјана Крстева Масети, Љубица Солак, Александра Петкова и Снежана Малетин од Република Србија. Значи, на уметниците секогаш им е потребно многу патување, многу дружење. Значи, таа, како ја викаме, непресушна потреба од инспирација, од нови моменти, од нови искуства, е точно тоа. На колониите имаш секогаш има нови познанства, нови колеги, тоа значи за нас инспирација повеќе, моменти повеќе, потребна ни е нова приказна, јас така тоа секогаш си го дефинирам. И после ова што ни се случуваше, нели, после скоро 2 годишен застој, ова ни дојде нешто како ептен освежување на сите потребно ни е. Секако, треба да се твори, се работи, ама она најбитното е дружењето што ни е прво и основно. Уметниците и така се поспонтани, многу оригинални личности, оригинални луѓе и нормално дека на сите тие различни карактери таму, различни ликови се случуват интересни, нови искуства, нови моменти и тоа е секогаш нештото што е најдоброто на колонија. Мислам, мене Прилеп и околината на Прилеп, пейзажот околу Прилеп, пределот, од секогаш ми бил инспирација и друг пат сум го користела, не само на ова колонија. Првично се мислев околу чаршијата, јас сакам Прилепската чаршија, ама пределот, овој пат имав инспирација од пределот околу Прилеп. И сама чињеница да сам вториот пат тука во Прилеп говори у прилог томе да сте супер организатори, одлични организатори, да сте пријатни луѓе, да сте препознали нешто у мом раду, па вероватно е тоа неки квалитет, зато сте ме позвали и други пут. Услови су одлични, као што видите, веќе смо кренули да радимо и надам се да ќе бити задоволни резултатима. Па значат многу. Упознаемо нове луѓе, упознаемо колеги кои раде у другим краевима, кои долазе из различитих средина и тоа нам свакако доприноси и нашим квалитет. Пейзажи од околина Прилеп. Тоа е инспирација за оваа колонија. Најпрво би рекла дека за мене е огромна чест и задоволство што сум дел од оваа колонија, од Прилепската колонија, која датира многу одамна. Колониите за нас, уметниците, се многу важни, особено после 1 година и пол, кога јас персонално бев заклучена во сопственото сознание, кога се надевав само на некои позитивно интонирани лаги, кога размислував за демистификација на тајните и уште што не. Колониите се оние кои за нас уметниците значат контакти, значат дружење, значат разменување на идеи. Еден позитивен флуид кој сметам дека е неопходен како автор и како човек што се занимава со нешто што е јавна, што е нешто за публика, за јавна дејност.
колониите се премногу важни за сите нас. Јас сум презадоволна тука од пречекот, од дочекот. Секогаш Домот на културата Марко Цепенков има прекрасен пристап кон нас уметниците. Јас тука сум имала и самостојна изложба. Организацијата е безпрекорна, луѓето се многу гостопримливи и многу професионални. Се надевам дека нема да ги разочарам и дека јас ќе оставам тука еден мал дел од себе кој ќе го збогати нивниот фундус. И се надевам дека ќе соработуваме и во иднина. Ова лето сум инспирирана единствено од оваа убава атмосфера тука со моите колеги, и со организацијата и од нивната позитивна енергија. Пред се, за нас уметниците секогаш колониите значат дружба. Дружба на која секогаш и во повеќето случаи се поттикнува од творечкиот дух и ние даваме се од себе за да извадиме уметнички дела кои ќе останат и кои ќе остават трак на нашето гостување тука на ликовната колонија. Можам да кажем дека ова ликовна колонија има прекрасна организација и сум многу благодарен на организаторите за убавиот пречек. Како што гледате, јас нова ликовна колонија работам скулптура во метал, во железо, со заварување и планирам да направам една абстрактна форма која пред се ми е инспирирана од вашиот град овде и од архитектурата во која се движиме низ вашите улици во старата чаршија. Така да крајот го краси делото, меѓутоа мислам дека ќе биде тоа едно успешно мое представување пред вас и овде пред прилепската публика, за кое ќе бидам мислам дека горд на тоа што сум го направил тука.